Здраво на сите, јас сум Джеван Велио. Работа во услови на пандемија. Пандемијата не влијаеше исто врз сите. Додека на една страна имаме десетици илјади работници кои останаа без работа, на другата страна имаме мал број на граѓани кои си го зголемија богатството. Додека на една страна имаме привилегиран слој на работници кои не одеа или се уште не одат на работа, на другата страна имаме работници кои секојдневно се борат за нивната екзистенција, макар и по цена на своите животи. Денес на ова тема, односно работа во услови на пандемија, ќе разговараме со другарот Дарко Димитров. Здраво, Дарко, добре дојде во Гласни идеи. Здраво, Джела, благодарам за поканата. Секој е добро. Благодарам. Дарко, ти си комбист, односно возач на комбе. Па кажи ни нешто за твојата работа во услови на пандемија. Дали имаше прекин во твојата работа? Немавме прекин, откако почна официјално, нели, на почетокот на март, 8 март и после ко стегна ептен, 20 март беше, со блокирање на граници и други работи, ама транспортот продолжи да функционира. Тоа некое време бевме херои ние, заедно со камионџиите, сите граѓани гледам, тоа краток временски период беше дека бевме херои, дека тие не можат да се хранат и основни намирници немаше да се донесат ако не беа камионџиите. И после паси станавме очите дека сме најлошите, нели ние. Се движи во сите држави, Италија, Франција, Шпанија, Белгија, Холандија, Германија, за време на пандемија. Користевме на почетокот, значи, многу средства за, така ни беше кажано, нели, носиш за дезинфекција, ракавици по 20 пара, маски, 15 сигурно сум носил, каде ставам нафта, тргам ракавиците, други ставам. Нели, страв беше на почетокот. Имаше блокирани граници, Франција прво блокира. Едва излезев тога и 20 март беше, едва излезев од Франција, после беше блокирана Маđarска, не пушта од Австрија у Маđarска да се оде и у глобалот транспортот не беше застанал за време на пандемија. Сите други на гранични премини само можеа да минат транспортни возила, камиони, комбиња, транспорт, леки коли немаше никаде на ниедна граница. Тоа беше некои здрави 3 месеци. Значи, крај февруар, март, април и почеток мај тука некаде беше. После почна да омекнува по границите малце пандемијата. Според тебе колку беше ризична твојата работа за твојот живот? Па нормално беше многу ризична. Гледаш вести, гледаш светски вести, гледаме CNN, BBC, на светско ниво заразени, починати, толку заразени, толку починати, толку се зголемува бројот, што сега мислам дека 102 милиона стигнаа заразени. Тога уште на почетокот беше објавена пандемија, 170, па се зголемува 180 и стигна до 213 држави дека го има тој вирус. Беше многу ризично. Одеш на ризични места, мораш да имаш контакти со луѓе, мораш да одеш во бироа за утвори, за истории или било што на граница, контакти со полиција, со царина, со тие работи. Значи ризично беше во секој случај. Добро, дали имаш некои последици, да кажам, врз своето здравје, работата? Прво, немаше последици по здравјето, значи прво беше многу психички. Психички, кој не беше толку стабилен, но станаа дома и работеа. Многу од колеги камионџии и комбисти не работеа и тие имав колега исто од Кочани, Драган, се вика беше со диабетичар. И на вестите кажува дека прво диабетичарите што ги фати и умираат, нели, од COVID-19, коронавирус. И он си седе како месец се сипал дома, уопште не одеше на извози да оде за Германија, Белгија тешко имаше извоз. Од страв, нели, нормално, психички, да, многу луѓе паднаа психички. Јас искрено не се плашев многу. Од тоа, можеби поради финансови аспект.
те брака, имаш дете студент нормално, треба ти по-големи финанси, треба и не съм прикинувал въобще со транспорта много пекина. Много се плаша. Значи, психички беше повече. Войната е психичка, отколко здравствено толкова да е страшно. На 18 декември, навраќање от Германия, кај Нови Сад осетив дека немам вкус мирис и тоа беше, кога си дојдов тука четврток, петок, се тестирав, бех позитивен, остана 20 дена дома, ама немав симптоми некои страшни, температури, кашлици и тия работи се, само вкус мирис. И до тоа за 3 дена ми се врати и беше се најнормално, најсупер. Мило ми е што лесно си ја поминал таа фаза, но вниманието ми привлече друго нешто. Кажуваш дека останаа дома, тие што сепак се плашеа, но сепак што најверојатно имаја некои финанси за да го пребродат тој период. Значи кажуваш дека тие што немат финанси дека морат да работат и дека сепак влијае од статусната состојба во општеството и колку финанси имаш. Нормално беше тоа. Тоа е точна констатација твоја, дека финансови аспект, како е така е, мора да одиме, а тие што има повеќе финанси, што беа подобро ситуирани, имаат други приходи. Од мајка, татко, жени, добро ситуирани, добри плати, не одеа на пат и така беше таа ситуацијата тогаш. Социјалниот статус, финансовиот статус играше голема улога на кој треба да оди, кој не треба. Апсолутно. Мислам, во секое класно општество тоа е така. Да. Добро, а еве имаше луѓе што не одеа на работа. Кој е твоето мислење за тоа? Пример, многумина може да, не одеа на работа, иако немаја голем ризик од заразување на работно место, а па многумина граѓани беа приморани да одат на работа. Еве како на пример ти си минувал граници, си имал контакт со луѓе или па работничките во маркетите или не знам хигиеничарите. Значи тие имат најмногу ризик, баш правевме тогаш едно видео за есенцијални професии, уствари испаѓа дека тие се есенцијални професии во едно општество. Видовме сите, значи со почетокот на карантините сите трчавме по маркети, а не по дискотеки. И нели барате повеќе да се обрнува внимание на хигиената и слично, што тука ги инволвира хигиеничарите. Но тие луѓе немат општествен статус, немат углед во општеството, уствари се најпотребни за функционирање на едно општество. Ме интересира како ти, како човек што морал да оди на работа, гледаш на овие работи. Еве и пратениците, пример, многумина од нив не одеа на работа поради нели мерки за безбедност, работеа од дома. Ја малку пишав една колумна тогаш, администрацијата цела и образованието престанаа со работа, не оде на работа, седеа дома, зима цели плати, не зима редуцирани плати 70% или 50% или било што, зима цели плати, тоа беше некои здрави 6 месеци, 7, од почетокот на пандемијата. За разлика од нив, ранливите категории, социјалните категории сите беа на работа. Има еден другар ми кажа тогава, вика, ковид не фаќа во маркетите и во банките. Значи не сум разбрал некоја продавачка на маркет да е заразена, нити во банка некој. Значи тие не престана со работа банките и маркетите. Маркетите исто така е високоризична категорија на зараза, беа сите вработени затоа што сите оде во маркети да купат тогаш на почетокот на кризата, да купуват тоалетни, брашно, ово, оно. И нормално, и продолжи целиот ризик цело време со тоа, со маркетите. Секој може заразен и незаразен ги фаќа сите артикли, продавачот мора да ги фане да ги тикне нели на касата, работиме со пари, парите се нели најпреносливи сите работи. Имаше еден пример во Белгија, април-мај месец, беше забранено со кеш плаќање, само со картички. Беше многу добра работа, продавачките беа изолирани како стаклен кафез беа. Немавме никаков контакт, кога ги миневме на тие рампите, ние си ги носиме артиклите да ги титкаме на тоа баркодите што ги скинира и на краја само ти даде со картичката добре. Ти взимаш и ако ти треба фискална треба, бегаш
Нямаше никакъв контакт. Кај нас беше, мислам, тия некои бранши не престанаа да работат. Многу луѓе беа отпуштени со работа, но многу и намалија платите, а газдите има големи доходи. Например, маркетите, јас сум малку инволвиран во маркетите, сопругата работи во маркет. Во маркетите имаше карантини, кога беа карантините, маркетите не работеа сабота и недела, ама затоа сите во петок си накупија што им требаше, сите. Другоров Здравко тогаш еднаш кажа, значи никој не умре од глад, значи може маркетите сабота и недела да не работат. Значи сите купија што им треба. Петок и преживеа до понеделник. До понеделник никој не се каже, тој умре од глад сабота и недела, и не работеа маркетите. Не и се намали прометот на газдите. Значи што требаше тој промет да се прави во сабота и недела, четврток и петок имаше гури во маркетите, без никаква социјална дистанца, без никако, значи некој да гледа мерки, сите беа стуткани сите, еден до еден, како сардини за да купат си тоалет и брашно и свеќи. Да, според некои податоци и профитите, мислам, во маркетите, на газите на маркетите пораснаа поради тоа што луѓето како луди купуваат се и се што, и тоа што им треба и тоа што не им треба и во големи количини. И тука профитите пораснаа, мислам и по некои истражувања тоа може да се види, а од друга страна платите на работените останаа исти или па се намалија. Па види, профитите се зголемија на газите, оти газите интервенира веднаш, има производи што ги качија 20, 30, 50, па дури 100%. Имаме услови да ги качиме и качуваме, значи мора народ да си купи тие работи. Имаше многу отпуштени работници, на некои платите точно стана исти, на некои се намалија, што беше нереално. Газдите, нели, ако бидеш вреден и добро, ако работиш, на крајот на годината ќе си купам кола нова. Апсолутно, точно. Кога сме вика кај маркетите, најверојатно се запознаен со одлуката на владата за неработна недела за сите. Што имаш да кажеш околу оваа одлука? Дали според тебе е правилна, бидејќи има поделено мислење во јавноста? Некои сметат дека, да кажем, не треба да неделата да биде неработна, туку треба поголема дневница да добиват вработените или не знам, таму бонуси некои така натаму. Значи на социјални мрежи ги видов овие дискусии каде што јавноста е поделена, односно граѓаните. Дали пример според тебе само од финансиски аспект е битна неработната недела или па и од друг аспект каде што луѓето што работат во недела пример најчесто немаат време, односно немаат можност да поминат квалитетно време со семејството. Пример, не знам каде читав некоја статија или беше поима неам, не се сеќавам сега, сопругот бас зборуваше и вика јас во филм беше, да, ми текна. Вика јас со мојата сопруга 3 години се немаме видено, бидејќи работат во различни смени. Секој ден оделе на работа, 3 години се немале видено, значи немаат заедно спиено, ручано, вечерано. И дали и од тој аспект е битна неработната недела, бидејќи луѓето многу не обрнуваат внимание на овој аспект. Еве ти има сопруга што работи во маркет, па кажи ми што мислиш. Луѓето вработените во маркет се слабо платени и се сите истоштени. На нив, да речеме глобално, точно дека и финансови аспект некој ти каже ако имаш 1000 денари дневница, дека ти даде 2000 да работиш во недела, дека се примамливи тие работи. Ама повеќето тие луѓе сакаат одмор, значи им треба одмор. Ги следев на социјалните мрежи тие кои беа за и против. Значи за да се работи во недела беа административците и вработените во образованието. Зашто тие не знаеш да работиш. Никогаш нема работено. Значи да работиш во сабота и недела. Значи тие се слободни во сабота и недела. Точно. Дури они кажуваат и на 1 јануари треба да се работи, што ќе правиме, не може да си купат. И на 1 јануари, на 1 мај, на некои такви празници што се државни празници, Божи, кажи го Богородица таму, кои немам поема кои беа тие и некои верски празници беа државни, зашто нема да работите утре? Обично тоа го прашуваат вработените во локална администрација и вработените во образование. Тука сега се отвора
друг проблем, несолидарноста меѓу луѓето. Значи, оние што никогаш немат работено во сабота и недела, очекуваат од другите да работат во сабота и недела за повторно да се исполнуваат нивните потреби на шопинг, за викенд и не знам што. Значи, според мене имаше интересен пример во Хрватска на морето. Беа вработените од маркетите поднели барање до владата да им дозволи да работат во недела за време на сезоната. Дека се туристичко место на морето и било што. И ќе давале 250 по 100 дневница од нели регуларната дневница на вработени што ќе работат во недела. Туристи има многу, ќе си прават тие промети добри, работниците ќе бидат задоволни и владата најнормално ги одби. Значи, во недела нема да се работи. Недела е ден, хрватски кажеме, за црква, на миса ќе одеш и за да бидеш во фамилијата. Да си бидеш со фамилијата. Едниот аспект, вториот аспект, кај нас, значи, во недела имат многу ефтина струја, што треба да бидат дома, да си исперат, други работи да направат, да ги искористат тие поволности што ги имат со ефтината струја. Значи, тие ако си дојдат, веќе од нема ефтина струја, нели, од работа или си преморени. Значи, пак се врзува со ефтината струја, со финансиската состојба. Тие што, да кажам, повисокиот слој во општеството, функционерите така натаму, нив не име гајле за ефтина струја, така што не може да го сватат ова. Тие не може да сватат, не им гајле за цена на бензин, цена на парно, цена на енергенси, цена на нели тие основни трошоци што се еве, на пример, режи, јас плаќам негде околу 10-11 000 само дома. Телевизија, телефони, интернет и струја 11 000. А имам 15 000 минимална плата. Тоа е скоро, сакав да кажам, колку минималната плата. Ба не сум само јас, значи сите плаќаат по толку. Да. Први се процесуваат, значи тие што работат сабота и недела. Тоа е факт од секојаш било дека на нив и смета ако не работите. Тие сакат у недела да си дојдат на пазар, у маркет да си купуват, да си бидат релаксирани. При тоа да мислат на вработените таму дека и нив им треба одмор и исто да се релаксираат. Нив уопште не интересира дали на тие работени им треба одмор или треба да одмарат сабота и недела. Тие знаат дека сабота и недела не се на работа. Да. Значи никој не ја бара сабота, сите ја барат недела. Значи недела да остане неработен ден за. Да, ова е, мислам, големиот јас меѓу државната, мислам, односно цела јавна администрација и приватниот сектор. И тука и се создава пизма меѓу вработените во приватниот и државниот, да кажам, сектор, поради овие причини најверојатно. Па нормално е тоа, значи сите сакаат да идат во државен сектор да работат. Значи тоа прошлата влада го направи обртно професионално од цел свет, значи во Грција сум запознаен, во Германија, дека државниот сектор зема дупло помала плата од социјалниот сектор. Во фабрика можеш да земеш дупло поголема плата, административец ако си, например, во локална самоуправа, не можеш да мрднеш од 1400-500 евра. За разлика што во фабрика од 2500 нагоре можеш да земеш во Германија, да речеме. Истото и Грција, дупла е платата од јавниот сектор, администрација, образование, нели сите да не ги набројувам, према производствениот сектор што се. А кај нас се направи обратно поради верна гласачка, тело да се гласа. Добро, Дарко, јас имав толку прашања. Ако ти имаш нешто да додадеш, слободно може да додадеш. Ја мислам дека у глобала ги кажавме си тие работи како треба, што треба да направат. Треба социјална влада да си имаме и за мисли на народ, да не мисли на текуните. Сите влади измислуваат закони, само ги заштитуваат работодавачите, а не работниците. Дури сега нашата влада и со помошта што ја дели на работодавачите, не на работниците. Имаше пример со соседна Србија, председателот
негде беше на почеток 18 мај на пандемијата, 18 мај подели по 100 евра на секој полнолетен граѓанин помош. Не е битно дали взимаш ти 100 евра плата или 200 евра плата, он подели помош на сите. И сега има пак некоја нова мерка така, и даде на вработените, а не на газдите. Председател на Србија се вика дека газдите имаат пари. Јас ќе давам помош на вработените. Малце поразлично размислуваат од овие нашите што се на власт и тоа е тоа. Добро, Дарко, ти благодарам многу што гостуваше и мислам дека ова е една од поинтересните емисии каде што директно ти си вклучен во ова тема каде што денес ја дискутиравме. Друго е кога некој дава претпоставки, друго е некој која ја кажува состојбата од терен, што би рекле. Ти благодарам уште еднаш што гостуваше. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.